Од денеска стапуваат во сила измените на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, со кои се забранува користење електронски уреди за време на преминување улица или управување со велосипед, мопед, мотоцикл, трицикл, четирицикл и електричен тротинет. Според Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, целта е да се зголеми вниманието кај учесниците во сообраќајот и да се намали бројот на незгоди. Забраната опфаќа користење на мобилен телефон, слушалки во двете уши, таблет или смарт часовник, бидејќи овие уреди го намалуваат вниманието и го зголемуваат ризикот од несреќи. Исклучок се само специјализираните уреди вградени во заштитни шлемови. Новите правила се однесуваат и на пешаците кои преминуваат улица користејќи вакви уреди. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелира до сите учесници да ги почитуваат новите прописи, со цел да се создадат побезбедни услови на патиштата и да се заштитат човечки животи. Безбедноста, нагласуваат од советот, е заедничка одговорност на сите. Во населбата Трубарево за само 2 дена биле прегледани над 200 лица поради здравствени симптоми поврзани со респираторни проблеми. 8 мина се упатени на клиниката за пулмологија поради сериозни симптоми како кашлица, стегање во градите и отежнато дишење. Министерството за здравство соопшти дека прегледите вклучувале мерење на пулс, сатурација и проценка на виталниот капацитет. Скринингот е дел од превентивните мерки по неодамнешниот пожар во складиште за електроника. Надлежните апелираат граѓаните со симптоми веднаш да побараат лекарска помош. Целта е рано откривање и спречување на можни последици врз здравието на жителите во погоденото подрачје. На таен состанок во Москва, европски дипломати го предупредија Креми дека НАТО е подготвен да употреби сила, вклучително и соборување на руски авиони, доколку продолжат нарушувањата на воздушниот простор на алијансата. Разговорите се одржаа по инцидентот со естонското обвинување дека руски МиГ-31 навлегле во нивен воздушен простор. Руската страна одговорила дека веќе се смета за вклучена во конфликт со Европа, посочувајќи дека нападите на Украина врз Крим не би биле можни без поддршка од НАТО. Рускиот амбасадор во Франција, Алексеј Мешков, изјави дека евентуално соборување на руски авион би представувало директен повод за војна. Внатре во НАТО има поделби, САД и дел од Источна Европа повикуваат на решителни мерки против Москва, додека Германија и Италија повикуваат на воздржаност поради страв од поширока ескалација. Русија, пак, ги негира обвинувањата, тврдејќи дека летала над неутрални води. Американскиот претседател Доналд Трамп јасно изјави дека нема да дозволи Израел да го анектира западниот брег, реагирајќи на растечкиот притисок од ултрадесничарските коалициски партнери на израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху. Тој порача, доста е, време е да се престане. Нетањаху најави дека конечна одлука ќе донесе посредбата со Трамп, закажана за понеделник. Медиумите јавуваат дека постои можност за постепена анексија како компромис за задржување на меѓународната поддршка и нормализација на односите со Саудиска Арабија. Во меѓувреме, расте изолацијата на Израел поради војната во појасот Газа. Се повеќе западни земји, меѓу кои и Франција, ја признаваат државата Палестина. Германската влада, иако воздржана, повторува дека анексиите и населбите се спротивни на меѓународното право и пречка за мир. Поранешниот директор на FBI, Джеймс Коми, е обвинет за давање лажни изјави и попречување на конгресна истрага. Доколку биде прогласен за виновен, се соочува со казна затвор до 5 години. Обвинението се однесува на неговото сведочење пред Конгресот во септември 2020 година. Коми во видео на Инстаграм изјави дека е невин и дека има скршено срце поради постапките на Министерството за правда, но останува уверен во правосудниот систем. Коми е првиот поранешен директор на FBI обвинет за кривично дело, а долго време беше на мета на критики од тогашниот претседател Доналд Трамп. Денеска во поплавневните часови ќе има услови за изолирана појава на нестабилност со краткотраен пороен дожд и ретки грмежи. Од утре до понеделник нашето подрачје ќе биде под влијание на циклонска активност и ќе има позначителна промена на времето, соопшти управата за хидрометролошки работи. Ќе преовладува претежно облачно и посвежо време со повремени врнежи од дожд. Локално врнежите ќе бидат поројни и пообилни, проследени со грмежи и засилен ветер. Дневната температура ќе опадне за 8 до 10 степени во однос на денешната. Во Скопје од утре до понеделник времето ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Во делови од котлината ќе биде нестабилно со пообилен пороен дожд, проследен со појава на грмежи и засилен ветер.